Кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Благој Бочварски денеска во посета на Штипско Ново село. Бочварски, доколку биде избран за прв човек на градот, вети изградба на канализациона мрежа на улицата Димитар Влахов, монтажна трибина на стадионот на ФК Кежовица, урбанизација на индустријската зона, креирање можности за нови вработувања и зелена зона на потекот од бањата Кежовица до депонијата. Ново село не е добро осветлено и најавуваме осветлување на Штипско Ново село, но и на патеката која води кон градските гробишта во клисурата каде што беше најавено, но се уште не е направено тоа осветлување. Во делот на обиколницата која што ја најавуваме од Пребег до Кежовица, тоа е капитален проект кој што ќе го заживее и Ново село и Пребег со една поголема стамбена зона, и затоа најавуваме и индустријска зона и стамбена зона во овој дел од нашиот град. Кандидатот за градоначалник најави изградба на жичара до тврдината на Исарот. Од партијата пак на пресконференција ја критикуваа работата на актуелниот градоначалник во сегментот на децата со посебни потреби, за кои, како што беше речено, во изминативе 4 години не е даден ниту еден денар од буџетската каса. Не додели ни денар за овие деца, ниту намени средства за реализација на некаков проект. Единствена направена работа е Центарот за аутизам, кој не е направен по стандардите. Центарот има ниски плафони и недоволен простор. Вториот спрат е 120 метри квадратни кој е празен и неискористен, без врати и прозори. Нема сала за вежбање, нема парк, нема детско игралиште, кое е многу битно за овие деца. До преди известно време немаше храна во овој центар, а сега храната се носи од градинките, која не е прилагодена за потребите на овие деца. Нема хигиеничари. Ова е ЕСЕ, само не центар за аутизам. Костова додаде дека донираното возило не се користи за потребите на дневниот центар, а не постои ниту парк за потребите на овие деца.